Здраво на сите и добре дојдовте во третиот дел од моето соло патување, каде што ќе одам на Водно и Матка, односно заедно водка. Овој YouTube канал не го поддржува и промовира пиењето на водка и други алкохолни пијалаци. Ама пред тоа, најпрво, одиме во... Шоферот птен ме зафркна, а место да застане, буквално не застана на ни една од најблиските постојки кај што требаше да одам. И сега треба да одам 20 минути пешки на место 10, in the middle of nowhere. Оти, јас буквално седев на врата и тој не отвори. Шибаше брато. Сега ќе треба да попешачам, тромајте тоа. Од толку брзо што гледав да застанам кај вратата и си ги скинав фермерките. Буквално цела дупка имам. Иначе е него знакот, таму треба да одам. Стигнав кај крстот. Овде горе многу ветер дува, не знам колку можете да ме слушнете, ама овде е крстот. Мене онда на неколку метри е и самиот знак. А од тука исто може да се види и Милениумскиот крст на Водно. Тука види мојата следна локација. Иначе видете шо е. Видете колку е само каков само поглед има. Значи стварно преубаво. Луѓе, ова стварно е преубаво. Стварно. Еве го и знакот. Каков поглед. Буквално каков поглед. И ова дрвото, одма знакот преубаво, да се оклупите таман за екскурзија, ова е убајни. Ајде сега и мапата да ја изгребам. Лововод број 95. 95. Иначе еве и дупката што си ја направи во автобусот. Значи, ич немам среќа со автобусите. Како успеав да се запнам, да си ги скинам омилените фармерки, јас не знам. Здраво, дечки. Стигнав кај Милениумскиот крст, што најако бев и вчера тука, ама од долу до средно Водно пешки се качвав и на крај не работеше жичарата, но беше премногу мака за да одам пешки. И буквално 2 пати идам, арно денес успешно работи
жичарата, се качив и втората дестинација од овие околу Скопје е официјално поминат. Се гледаме уште следно, уште на матка останува. Видете што е убаво. Баш е точно нацртано. Немам лепина, ако ќе му дадат јадат лепови, јадат. Така ме, да? Се ниска предава за една ти издолава. Ако ще аз за мене, за први модел. Он тоа е бокс. Дечки, стигнав јас матка. Сега полека се движам по патеката и ве чекам да одам на турата со брат. Се гледаме таму. Треба маску напад. Еве како изгледа за матка. Еве за пештера Врело. Ова за Врело изгледа вака, како нуркач. Внатре во пештерата имаше езеро и пештерата е втора најдлабока подводна пештера во Европа и затоа има вакво сонуркање. Значи, овие три места буквално ми беа преинтересни, преубави, преубаво си поминав. Стварно преубаво си поминав. Исто сакам да кажам, ЈСП ми должите минимум едни фармерки и плюс некоја надокнада за стресот што го доживеав заради вашите услуги или не услуги. Благодарам што го гледавте ова видео и се гледаме во некое наредно. Чао! Чао од Миле!